Во студиото со вас, Валентин Николовски. Штувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. И лидерот на СДСМ бара гаранција од Бугарија дека нема да има повеќе барања во текот на македонскиот преговарачки процес. Од ВМРО ДПМН не му веруваат на Филипче и неговите намери, иако конечно сватил дека проблем на Бугарија не е само промена на уставот. Владата воспоставува нова телефонска линија преку која повредените од трагедијата во Кочани и нивните семејства ќе можат директно да ги изнесат своите барања и потреби. Линијата ќе биде активна од понеделник. Лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите остануваат најголем причинител за сообраќајни незгоди за време на туристичката сезона. Лани за време на туристичката сезона 34 лица го загубиле животот, додека во Унијата инфлацијата и каматите паѓаат, кај нас растат. Според експертите едно е сигурно, курсот на денарот мора да остане стабилен. Украинскиот град Харков под најсилен руски напад од почетокот на војната. Од сителовите репортери на теренот Александар Динев за новата линија на владата за повредените во Кочанската трагедија. И Венко Филипче бара гаранција од Бугарија дека нема да има повеќе побарувања во текот на македонскиот преговарачки процес. Филипче од трибина во Прилеп побара од Софија чекор на вистинска добрососедска политика. Од ВМРО ДПМН не му веруваат на Филипче и неговите намери. Од партијата велат дека лидерот на СДСМ конечно сватил дека проблем на Бугарија не е само промена на уставот. Филипче бара гаранција од Бугарија дека повеќе нема да има нови барања кои се однесуваат на јазикот и идентитетот на патот на македонските евроинтеграции. Лидерот на СДСМ од средба со граѓаните во Прилеп го доближи ставот до владеачката ВМРО ДПМН за однесувањето на источниот сосед и побара Софија да направи чекор на вистинско добрососедство. Бугарите треба да направат на вистина еден чекор кога еден нивни сосед, кој што има аспирации, да стане земја членка во Европска Унија, да се однесуваат по-европски. Ако ние стравуваме дека утре може да има некаква блокада на непринципиелна основа, на основа на јазикот, идентитетот и така натаму, нека покажат европско однесување и нека кажат дека нема да го има тоа. Нека кажат, ние сакаме нашите соседи да се во Европа, еве ќе ви дајаме подршка. Не се грижи да нема да има такви барања. Тоа е вистинска добрососедска политика. Не само да притискаш некого што е помал и послаб од тебе. Тој коментирал и дека СДСМ работи и лобира кај сестринските партии од ПЕС за поддршка на извештајот во Европскиот парламент за Македонија, но и дека благодарение на храбрите државнички политики на владите на СДСМ, денес македонскиот јазик е признат во ЕУ. Од друга страна од ВМРО ДПМН коментираат дека Филипче најпосле сватил дека на Бугарија не е се проблем уставните измени, туку македонскиот идентитет. Иако опозицијскиот лидер се доближува до нивните ставови, велат дека во СДСМ и во ставовите на Венко Филипче не може да се препознае стабилност. Филипче дојде на ставот на ВМРО ДПМН дека не е само прашање промената на уставот. Но истовремено не може да знаеме на што сме со ваков човек. Ова е израз на една нестабилност која што се повторува во СДСМ. Второ, ние не знаеме ни што е причината за ова негово однесување и дали ова негова изјава ќе еволуира во изјава како она додека дишам мојата македонска жица, никој нема да ја допре, пошто ќе следи едно ново велепредавство на македонските национални интереси, слично со она што се случи со неговиот ментор, со кого тоа е вака секој ден. Европскиот парламент во средата го одложи гласањето за извештајот за Македонија поради коментарите и амандманите на бугарските европратеници за вековноста на македонскиот идентитет и јазик. Македонските власти го оценија ваквиот чекор како успех, а барањата на бугарските европратеници ги оценија како навредливи и доказ дека на Софија вистинското барање не е внесување на бугарите во уставот, туку бришање на македонскиот идентитет. Катерина Нишкова, Сител телевизија. Владата воспоставува нова телефонска линија преку која повредените од трагедијата во Кочани и нивните семејства ќе можат директно да ги изнесат своите барања и потреби. Линијата ќе биде активна од понеделник.
Лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите остануваат најголем причинител за сообраќајни незгоди за време на туристичката сезона. Лани за време на туристичката сезона 34 лица го загубиле животот. Владата воспоставува нова телефонска линија за повредените во трагедијата во Кочани и нивните семејства. Линијата ќе биде активна од понеделник 9 јуни, а со неа ќе управува канцеларијата на претседателот на владата. Која е намерата на владата за воспоставување на овој канал? Во живо го прашувам Александар Динев. Целта на отворањето на телефонската линија, како што информираа од владата, е да се воспостави директна комуникација со повредените од пожарот во дискотеката Пулс, како и со членовите на нивните семејства, за да може лично да се слушнат барањата, потребите, но и проблемите со кои се соочуваат, за да може да се изнајде најбрзо и најсоодветно решение. Деталите ги гледаме во продолжение. Повредените од пожарот во Кочани и нивните семејства можат да се јават на 070-355-526 и да ги кажат потребите, барањата и проблемите со кои се соочуваат, за побрзо да се најде решение. Телефонската линија која ја отвора владата ќе биде достапна од понеделник. Оваа активност се презема по сугестија од членови на работната група за евалуација на повредените, која изминатиот период работела на терен, во директна комуникација со семејствата и медицинските тимови. Медицинските тимови треба да се грижат само за здравствената состојба на пациентите. Пациентите и нивните семејства имаат прашања кои што се надвор од медицинската грижа, а се однесуваат на некој институционално барање кое што им е неопходно да го решат. За да го анулираме тоа, да воспоставиме директна комуникација и да можеме да го проследиме барањето до институцијата која што е надлежна да го реши, како пример ќе го дадам случајот со боледувањата, ќе направиме се со цел да ги собереме тие барања и брзо институционално да постапиме. Затоа рековме, ова беше време на кое што им беше потребно за закрепнување, кога гледаме и све смесни, слушаме дека имаат потреба од други институционални барања, веднаш реагираме и продолжуваме со континуирана поддршка. Дел од повредените преку Сапорт Кочани реагираат и за малтретирањето до Скопје за да им биде направен PRP медицински третман за побрзо заздравување на лузните, а при тоа мора да го избегнуваат сонцето и високите температури. Тие деца моментално ќе одат на PRP. Право, не можат преку ден да патуват заради изгорениците. Фамилиите одат со нив, треба да им дават вода, не може сами ни шише да фанат, пример, со рајката. Ја мислам дека треба државата да им помогне у Кочани да ги прават тие. Тие ги прават у Скопје, нели? Да, моментално на Скопје. И од најпат ни праќаат деца слики, значи чекат у една соба, исполегнати, сите чекат цел ден, па чекат да се стемне вечерта за да може да патуваат назад, цела фамилија со нив. Многу е, мислам, малтретирачки процес, мислам дека ќе е подобро да се соберат доктори и опремата да префрлат у Кочани. Ова е исто така тема на дискусија која што ја имаме во рамки на владата и која што е дојдена како резултат на информации од оваа работна група која што ги евалуира состојбите. За многу скоро денес ќе објавиме и план како се тоа ова треба да се реши. Свесни сме дека постојат вакви состојби каде што пациентите и при само изложување на сонце може да имаат било каква дополнителна потреба од грижа. Ќе најдеме начин како тоа да го изменаџираме, да има се поголема грижа од страна на медицинските тимови кон повредените, а да не треба тие да се изложуваат. Но дозволете ми уште малку време за многу скоро, кога ќе се финализира целата таа дискусија, кога ќе се најде најточната методологија, веднаш како влада ќе излеземе и ќе соопштиме пред јавноста. Во големата трагедија во Кочани загинаа 62 лица. Околу 200 беа повредени, а 5 мина се уште се на лекување во странство. Денев, што се случува со протестниот марш под мотото Марш за ангелите во Кочани? Да, и ова сабота во овој момент во Кочани се одржува 9-тиот поред марш посветен на трагично загинатите во големиот пожар во дискотеката Пулс, марш за ангелите. Според најавите и овој пат, како и предходно, родителите, роднините и пријателите на трагично загинатите во пожарот ќе маршираат по кочанските улици од паркот на Револуцијата
полицијата се до пред судот и обвинителството, односно полициската станица, со фотографии од починатите, со свеќи и транспаренти, при тоа барајќи правда, односно одговорност и одговори, и очекуваат разрешница на случајот, бидејќи според нив до овој момент одговорноста за случајот изостанува. Деталите, односно сликата и изјавите од 9-тиот поред марш за ангелите ќе ги проследиме во Централниот дневник во 19. Александар Динев со последните актуелности околу трагедијата во Кочани. Лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите овозможуваат да станат најголем причинител за сообраќајните несгоди за време на туристичката сезона. Интернационалната полициска организација бара поголем ангажман на надлежните за намалување на бројот на жртвите или целосно нивно изостанување, но и да се обезбедат подобри услови за туристите кои транзитираат низ Македонија. Од МВР вела дека лани за време на туристичката сезона 34 лица го загубиле животот на македонските патишта. Од јуни до август лани 34 лица го загубиле животот на македонските патишта. Полициската статистика говори дека во екот на туристичката сезона минатата година најголем број на сообраќајни незгоди со смртни последици се случиле во август. На стартот на оваа сезона, безбедносни експерти од Интернационалната полициска организација повикаа на поголема внимателност кај туристите, но и на поголем ангажман на институциите за балканско безбедно лето. Секој од институциите, односно од граѓаните, од луѓето, очекуваат вклучување на секој сектор во општеството за да може навистина и ова лето кое е најавено како лето со високи температури, да може да го направиме лето со помал број на жртви, односно лето кој ќе биде побезбедно за себе, за вас присутните, односно за сите граѓани, за сите оние кои транзитираат низ Република Македонија, односно кои движат по патиштата низ државата. Според полициските билтени, лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите останува најголемиот причинител за сообраќајните незгоди. Апелот е да граѓаните ги почитуваат патната сигнализација, вертикалната и хоризонталната, да почитуваат брзината и ограничувањето на брзината на движење, да патуваат одморни, да користат чести паузи, се со цел подобрување на условите во сообраќајот и намалување на сообраќајните незгоди и жртви во сообраќајот. Во ек на летната сезона изголемената фреквенција на возила кои транзитираат низ земјата, граничните премини Табановци и Богородица остануваат најпроблематични точки. Туристичките агенции бараат зголемување на бројот на полициски службеници за да се реши хаосот со километарските колони на граница. Да се најде некој начин за да оди побрзо сето, да не се ствараат гужви, бидејќи автоматски доаѓа до револт на самите патници кои што веќе нели се мислат кој ден да тргнат, како да тргнат, нема веќе кога ќе почне, кога ќе 1 јули кога ќе дојде, нема веќе ден да се избегнува дали било понеделник, вторник, среда, секој ден има гужви. Поголеми резултати за безбедноста на македонските патишта се очекува со ставањето во функција на системот Safe City идната година. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Поради најавата за уште повисоки максимални дневни температури, Институтот за јавно здравје повикува на почитување на мерките за заштита и предпазливост за време на високите амбиентни температури. Препораките посебно се однесуваат на ранливите групи и население, лица на 60 години, бремени жени, деца, социјално ранливи, работници на отворено и хронично болни. Се препорачува избегнување на изложување на сонце од 11 до 17 часот, светла и лесна облека, а на директно сонце заштитни очила и капа со светла боја и широк обод. Престој во затворени климатизирани простори, внесување умерена количина храна, избегнување масна и висококалорична храна, како и храна која содржи поголема количина шеќер. Се препорачува и внесување голема количина течност. И ја заупатува апел до граѓаните да ги почитуваат препорачаните мерки за заштита од топлотниот бран и да обрнат посебно внимание на ранливите групи во популацијата. Како ќе се справиме со пожарите од воздух кога немаме ер-трактори и пилоти? Зошто нема нови пилоти на ер-тракторите? Кој е најефикасен воздухоплов за делување од воздух во наши услови?
колку е опасно гасењето пожари со авион. Тема на денот со пилотот на Ер Трактор во пензија Стоје Арсовски. Додека во Европската Унија инфлацијата падна по 2%, кај нас таа е се уште на 2, односно 2,7%. Слично и со референтната каматна стапка, која во Унијата се намалува, кај нас е можно да порасне. Според финансиските експерти, едно е сигурно, курсот на денарот мора да остане стабилен, а дали е надценет не може да се заклучи само од анализата на два фактора. Внимателно со барањата за зголемување на платите. На тој начин само би се подгреала инфлацијата, алармираат експертите. Додека во Европската Унија таа се спушти под очекувањата од 2%, кај нас се уште е релативно висока. За да се поттикне трошењето, ЕЦБ неделава ја намали референтната камата, додека во земјава можно е да се зголеми ако продолжи растот на трошоците за живот. Особено во следниот период треба да се одвикнеме од таа одгледување во тој магичен круг, каде што ќе бараме повисоки плати без при тоа да биде поддржано со создавање поголема вредност, односно да биде поддржано со продуктивност. И мислам дека тоа е во суштината на дебатата која што се отвори околу преценетоста на курсот. Дали тоа ќе значи и повисока каматна стапка, не би рекол дека веднаш тоа може да се толкува на таков начин, меѓутоа секако во проценките на поставеноста на монетарната политика и тоа е еден важен влезен инпут. Базичната камата во еврозоната сега изнесува 2%, кај нас е 5,35% поени. Наместо олабавување како во ЕУ, може би ќе не треба затегање, иако во моментов монетарната политика Петрески смета дека е добро поставена. Вели дека курсот на денарот мора да остане стабилен, а дали е надценет не може да се заклучи само од анализа на два фактори. Туку и вклучување на информација од типот на обемот и структурата на трговијата, понатаму индиректно што се случува во платниот биланс, девизните резерви и така натаму. Мислам дека фиксниот девизен курс е сидро на нашата макроекономска стабилност, таков е 30 години и таков треба да остане. Дури и да постои евентуална преценетост на валутата, не мислам дека тоа е веднаш на било каков алудирана повик за евентуална промена на режимот на девизниот курс, туку повеќе треба да се решава проблемот низ призмата на структурните политики. По остапување на функција, новиот гувернер изјави дека денарот е надценет во однос на еврото за 9%, но тоа не значи дека ќе се менува курсот. Се до влегување во Унијата и воведување на еврото, Славески вели дека денарот ќе остане фиксен, а за пониска инфлација во соработка со фискалната власт ќе се обидат да ги стабилизираат цените. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Владачката ВМРО ДПМН продолжува со обвинувањата за лидерот на СДСМ Филипче и негова наводна поврзаност со фирмата од која ЕСМ од 2022 до 2024 година набавувала јаглен по 3 пати поскапа цена од вообичаената. Отаму тврдат дека Филипче вози теренец Ауди Q8 купен токму од газдата на таа фирма. Ова е возилото Ауди Q8 кое Венко Филипче го вози од изборната кампања навам. Истото е купено на лизинг од компанијата Зобек Mining Group и дадено на Венко Филипче. Газдата на Зобек Mining Group за новинарите потврдил дека тој го купил аудито на Венко Филипче преку фирмата која препродавала 3 пати поскап јаглен на ЕСМ и дека сега возилото е на Филипче. Ова е фрапантно и безобразно. Народот плаќа поскапа струја денес за Венко Филипче да вози Ауди Q8. Измина речиси 4 години откако ВМРО ДПМН е освои локалната власт. И по 4 години ВМРО ДПМН во општина Аеродром не изгради ниту една од ветените 4 нови градинки обвинуваат од СДСМ. Митевски и Муцунски ветија целосно нови градинки во Острово, Мичурин, Лисиче и Долно Лисиче. Но еве, 4 години подоцна, ниту една од овие ветени градинки до ден денес не е ни започна со градба. Околу 700 дечиња годишно се на листа чекање за упис во градинка. И се тоа заради недостаток на места во градинките во Аеродром. ВМРО ДПМН во Аеродром покажа целосна незаинтересираност за решавање на овој проблем. Во Доиран пак заврши изградбата на пречистителната станица. Станува збор за еден од најважните проекти за еколошката заштита на езерото.
Дојран добива нова и современа пречистителна станица која ќе обезбеди поголема и поефикасна заштита на езерото. Објектот, чија изградба е целосно завршена, се очекува да започне со работа до крајот на месецот. Пречистителната станица е готова, се очекува само уште издвојување на цевководот кој што е до старата и до новата пречистителна станица, а со тоа и званично пуштање на пречистителната станица. Станува збор за еден од најважните проекти за еколошка заштита на езерото, која возможува значително зголемување на капацитетот за прочистување на отпадните води, што досега директно се влеваа во езерото. Паралелно со изградбата на пречистителна станица, комплетно беше реконструиран и дотреениот колекторски систем, со што конечно се решава проблем стар речиси 4 децении. Со изградбата нова модерна и пречистителна станица, со санирањето на колекторскиот систем, завршивме една огромна работа која што значи пред заштита на езерото. Тоа беше една од врвните цели кои што беа поставени и од страна на општина Дојран, но и од експертите кои што беа ангажирани за да изработат студии за ситуацијата што се случува со Дојранското езеро, односно за подобрување на квалитетот на водата. Реализацијата на проектот започна во 2021 година, а вкупната инвестиција изнесува околу 5 милиони евра. Поголемиот дел од средствата се обезбедени преку владата на Република Македонија, додека дел од финансирањето е поддршка од амбасадата на Република Словенија. Како дел од овој голем еколошки зафат беше изградена и канализациона мрежа во селото Црничани. Во моментов во тек е изградбата на уште 2 мини прочистителни станици, едната во Фурка, а другата во Црничани, со цел целосно фаќање на подрачјата што досега беа без соодветен систем за третман на отпадните води. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Охрид со своите природни и културни убавини останува примамлива дестинација во секоја прилика, а посебно продолжени викенди како овој. Од туристичкиот сектор се оптимисти и велат дека добрата исполнетост на хотелите и приватното сместување за празниците ветува успешна летна туристичка сезона и со домашни и со странски гости. И овој празничен продолжен викенд главниот туристички центар исполнет со гости. Бројните посетители го искористија убавото сончево време за прошетка покрај езерото, чаршијата, стариот дел на градот, но и кафе или ручек во некој од познатите охридски кафе, барови или ресторани, воодушевени од она што го нуди градот. Го сакаме езерото, се е прекрасно, гостопримливоста кај луѓето, многу убав е градот. Езерото е прекрасно, продзирно, а и природата и зеленилото се убави, релаксираат. Јас сум од Индија, сум слушнал за Македонија, но прв пат сум тука во рамки на балканска група. Си поминувам прекрасно. Македонија е прекрасна земја. All Macedonians, you have a great country. Keep it up. Имаме 28 лица овде, а водиме групата од Атина, Љубљана, Будимпешта, па преку Белград, повторно се враќаме за Атина. Сето тоа го правиме во 16 дена. Имаме забрзано темпо, но мислам дека сите се чувствуваат одлично. Туристичките водичи велат дека Охрид со своите природни и културни убавини останува примамлива дестинација за туристите. Неколку балкански земји. Редовни, секој понеделник и вторник, имат групи, а некогаш и вондрено како се вака во шпицот на сезоната. Во овакви продолжени викенди и празници Охрид е секој пат полн и знае да биде полн, што од домашни и странски туристи. Во почетокот на сезоната гледаме дека Охрид веќе се полни. Од туристичкиот сектор се оптимисти. Велат добрата исполнетост на хотелите и во приватните сместувања ветува успешна летна сезона, со гости од сите краеви ширум светот. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Почна 59-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Наградата за животно дело доделени на Снежана Коневски-Руси, Гоце Тодоровски и Сонја Михајлова. Со представата 12 на МНТ во Прилеп се отвори 59-тото издание на МТФ Војдан Чернодрински. Годинава наградите за животно дело ги добија актерите Снежана Коневска-Руси, Гоце Тодоровски и Сонја Михајлова. Истакнаа што значи фестивалот за Македонија, но упатија и совети и мали критики до помладите колеги. За мене овој фестивал е пред се празник и вреднување на театарската уметност и влогот во театарската уметност на театарските уметници, како дел од културниот идентитет на Македонија. Сите велат што совети даваш, Снежка, а јас кажувам, јас не го слушав советот ни на мојот татко, што значи секој прави она што сака. Снежка сакаше и едно, и друго, и трето, тато сакаше право, Снежка отиде криво. И веројатно тоа е најмногу што сакаш, да си на сцена. Да се дадат целосно, а не изигра улогата и оди си дома или оди у кафичи или ваму таму.
Јас после представа пола сат сум останувал во гримјора да се вратам на себе си, што бев излезен од самиот себе, играјќи улогата. Улогата уствари бев јас. Фестивалот го отвори министерот за култура Зоран Љутков, кој што рече дека Војдан Чернодрински е нашиот најзначаен театарски фестивал. И истиот требало да се врати како во времето пред 20 години. На времето фестивалот Војдан Чернодрински беше и празник. Сите театри во Македонија беа буквално затворени во тој период и беа преселени овдека во Прилеп и Прилеп живееше во духот на театарот. Годинава ќе има 9 представи во официјалната конкуренција и 5 во програмата, а ќе има и повеќе пропратни активности. Сакам да ја поздравам новата програма Драмолетање. Имаме детска зона, моето најсакано место за време на фестивалот. Имаме Прилеп во фокус, односно музеот во движење, за мене најубавата активност на овој фестивал. Прилепската публика е желна за театар. Мислам дека и Прилеп надвор од Македонија го препознаваат по театарскиот фестивал. Реално му треба нов театар на градот, за да може да сите тие таленти да имаат свое место, за да можат да се промовираат на некој начин. Но дали и кога Прилеп ќе добие нов театар и дали ќе се реновира и стариот, засега нема конкретен одговор. За Сител Дарко Штарговски.